Денеска имаме исклучително ретка прилика да слушаме една од живите легенди на американската дипломатија. I will wait for the translation, a living legend. Living. Така шефот на државата го пиша главниот гостин на денешната конференција на која се зборуваше за регионални безбедносни предизвици и случувања во Западен Балкан. Кристофер Хил, човекот кој со децении е поврзан со регионот, е можеби најповиканиот за да зборува за ситуацијата во која сега се наоѓаат земјите од Балканот. Од Дејтон преку Рамбуе, како десна рака на Ричард Холбрук, па амбасадорската позиција во Скопје, главен американски преговарач за Северна Кореја, до актуелната функција амбасадор во Србија, токму во периодот кога меѓународната заедница очекува конечен пробив во диалогот Белград-Приштина. Неговиот денешен настап во Скопје следи по синоќешната, според првичните оценки, немногу успешна нова рунда разговори во Брисел меѓу председателот Вучич и премиерот Курти. Можеби наместо во Брисел требаше да се вратат во Охрид. Ова е едно од најважните прашања во регионот кој мора да се реши. Станува збор за тешко прашање, а тонот меѓу двете страни не е добар. Диалогот мора да се забрза. Јас имам своји видувања како нештата треба да се одвиваат, но навистина ги почитувам луѓето кои го водат процесот. Жозеп Борел, Мирослав Лајчак, тука и нашиот човек Ескобар, даваат се што можат, но тоа е многу тешко прашање поврзано со историја, со војна. Не е лесно, но тоа мора да го направат. Како големи отворени прашања во процесот ги смета формирањето на заедницата на српски општини и признавањето на косовските документи. Но и покрај очигледните тешкотии во диалогот вели дека е оптимист зашто барем има разговори меѓу двете страни. Проценките на Хил се дека во намалувањето на тензиите може да помогне и иницијативата Отворен Балкан. Не се сомнева дека продолжувањето на тензиите меѓу Србија и Косово ќе бидат штетни за регионот, нешто што може други играчи да го искористат. I've got a big problem with Russian influence. I'll answer that. Имам голем проблем со руското влијание. Ова раководство во Москва ја врати оваа голема цивилизација назад во шумите и не знам кога ќе се врати назад. Огромна трагедија е она што и го направија на Украина и на самите себе си. Но ние, сојузниците, мора да победиме, да покажеме дека не може да го нападнеш соседот, да убиваш луѓе. Не сакам да звучам емотивно, но ова е еден од тие моменти во животот кои за среќа не доаѓаат често, а кога мора да бидеш на чисто и да бидеш подготвен да се справиш се додека не победиш. Не им посакувам лошо на жителите на Русија, но ова не смее да се дозволи да успее. Искусниот дипломат нема дилеми дека местото на Северна Македонија е во Европската Унија, но не навлезе во детали како земјата треба да се справи со сериозните проблеми на тој пат, како на пример уставните измени. Нема да ви кажам што треба да направите. Тоа е на вас, порача Кристофер Хил. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.